вечер на сите. Месор, музиката скроз става. Няма да почвам да кажем. Добро вечер на сите. Ми представува посебно задоволство што сте сите овде, особено голем број од медицинскиот кадар тука од Делчево. Почитуван директоре, почитувани сите, добро вечер. Денеснава изложба може би е малце поинаква него сите други кои бар јас сум ги правил. Вообичаено е да некој друг мене ме најави. Меѓутоа денеска јас ја земав таа слобода да ја водам манифестацијата. Ќе ви кажам после зашто. Вечерова има многу драги гости и ќе почнеме поред во интереси на времето, ајде да се запазат протоколите на одреден број. Сега ќе оповикам еден човек кој напише една фантастична книга за корона. Мојот драг пријател Васил Ковели. Да стартуваме со едно освежување. Да сме жив и здрав. Благодарам, драги пријатели. Многу сум среќен што на оваа тема корона не обедини нас авторите од различни творечки области, и литература, и хумор, и сатира, и карикатура. И затоа сум среќен што можам во нашава средина да го поздравам господинот Маншевски. Тој ни доаѓа од Велес, од градот на гемиджиите, што вели оваа мојата колешка Марија, од градот на Рацина, градот кој дал плејада уметници, поети, писатели, а се гордееме со нивните дела, конкретно и со делото што сега ни го представува во вид на 100 карикатури. Посебно се радувам што темата корона ни даде можност да ние творечки и ја пребродиме на некој начин кризата. Благодарам оваа прилика на моите драги рецензенти, докторките, нашиот Делчево, вие ги знаете сите, Марија и Лиена. Благодарам што установата за култура, Центарот за култура, ни овозможи да се видиме, да се дружиме на еден ваков убав културен настан. Јас сценариото не го знам како е, од прилика ќе ви представам од книгата Корона, најпрво ќе ја прочитам посветот. Оваа книга искрено им ја посветувам на сите медицински сестри и лекарите и на сите што од срце ги почитувам, полицајците, комуналците, пожарникарите. Браво, што За сега толку. Ова е серија на изложби кои веќе ми се скоро 90% договорени. Цела Македонија, мислам дека дел од нив се изборови, ќе одат и надвор. Делчево денеска е град од каде јас стартувам со изложбата. Зошто сега Делчево? Во Делчево ја имам мој драг пријател Миле Гергиевски, кој е жива легенда на македонскиот, европскиот афоризм. Пред некој ден прочитав една работа, многу интересна, вика: Нушичко знаеме и после 100 години, господин министерка. Дали некој памти политичар пред 100 години? Никој. Но Миле афоризмите, мислам дека ќе останат, знаеш, ќе останат стотици години, двете баца. Нема корона. Во негова чест стартувам Делчево и со Медешевица. Јас прво им се добро вечер и да им се искрена прво на сите од понежниот полс, што се гушка само со милета. Са помлад со малци. Тоа е сепак
некој си протокол. Јас сакам да видам... Зашто протокол? Како протокол? Корона протокол. Кога сме кај корона протоколите, јас ова морат пажливо да го кажувам, пошто има тука многу доктори и докторки, а имаме тука толку многу докторки, повеќе доктори и докторки. Обичен народ, што е само подгрбаша Македонија, иако некои викаат болест да сме полна нација, брзо ќе ни излече толку доктори. Докторите ќе се сложат дека имаше 4 важни правила за короната. Првото беше не ги допирајте очите. Така да доктор. Ама и не си ги вадете очите еден на друг. И не крши рот. И не крши рот. И рака. Второ правило, не го допирајте носот и не се влечете за нос. Това за нас македонците. Третото правило, не ја допирајте устата и не плукајте онаму кај што виждате. Да не го пренесувате вирусот. Не се држате за гуша, односно држете безбедно расстојание. Тоа беше мојот коментар за Миле. Миле рече, ја правя една кратка рецензија за оваа изложба на Миле, па на две на три, на брзината ви ја прочитав интерес на времето. Рецензијата е насловена како моќта на карикатурата. Добриот карикатурист преку карикатурата ја пишува историјата на своето време, но и чекори пред него во иднината, затоа што тој секогаш е на чекор, ама од многу милји пред своето време. Во новинарството една од омилените изреки е она што не е објавено во новините, исто како да не се случило. Јас бих парафразирал дека настаните што не се коментирани со карикатура, брзо ќе се заборават, за разлика од оние кои си нашли своје место во неја, па ќе живеат вечно, исто како и карикатурите кои ги обележуваат. Миле Мачевски ме добриот доказ дека со карикатурата не може да се занимава секој, туку само оние одбраните кои одат пред своето време, но воедно се и хроничари на своето време. Сега си малко бидејќи су пензионер, па немам ќе секретарка, ќе морат сам да појда тука некои покои. Ми да кажеме нешто, да се тука. Кај си се скрита? Аз ќе се сликам. А што би му поклонил, што би им поклонил на Миле и на примариус Силвана Сем? Изборот книга. И денеска кога бевме нено кафенце, зборуваме за сатирата, за карикатурата и Миле рече дека има еден омилен афоризм. Во веќе време јас контактирам со нашиот заеднички брат, пријател Миро Георгиевски, карикатуристот, кој има поздрав до сите вас, па се Миле Мачевски, и Миле, јас и Миро на брзина направиме еден фотошоп, кај што сме јас и Миле, а на Миле му бил омилен афоризам, не су ни за антички македонци, ни за стари словени, јас сум за нешто хубаво. Кој се најде на македонските? Готово? Како тргна се тоа работа? Бяга телевизија сестована една вечер. Имаше една комунистична емисија, веќе почетокот на уште првите знаци беа на короната. И почнаа шеги на сметка Италија, бонжорно, па такви лупави шеги во тоа време, и тоа сите некако ги прифаќавме и беа многу интересни. Силвана знае одлично италијански, ги пратевме многу те работи кои се случуваат, ги следевме през македонски. И оно вика во една ситуација, не ми стоат меневија за фраканци и нуло. Многу кратко време помина
Нажалост, работите се драматизираа и тогаш испадне една моја карикатура, не знам, тука веруваш ли сега во... Не знам, може би не е ставена, двајца се во гроб, едниот вика веруваш ли сега во короната, а другиот одговара, а сега не е ни нико. Здравствените работници во првиот бран на короната помина исклучително тежък период, тук е Дани Парката добро знае, сите вие кои сте здравствени работници. Точно е дека короната ги изненади сите, да ги изненади као и нашите здравствени работници. Ја мислам дека нашите здравствени работници не беа ич изненадени, тоа се врвни професионалци за кои ја капа доле се минјам. И од тој ден, кога со Сава направивме мовет, почнав секој ден да објавам по една карикатура. Многу од овие карикатури се дневни, се коментар на дневниот настан и дневните случувања во самите болници или тоа што го слушавме на телевизија. И да ви кажам, јас сум горд. Ја гледавме што се случува и во Италија, и во Англија, и во Америка, но тоа што нашите најмали здравствени работници го направија со тие услови за работа, тоа е нешто неверојатно. И јас сум, сега сум најажен и дури имам малце и трема и возбуден сум, од причина што Силвана многу не пренесуваше од нас, има некој свој начин на комуникација. Меѓутоа, сестра ми родена беше во болница. Тоа што ја од неја го слушнав и го видов како тие здравствени работници излегуваат оттаму со воспаление на лицето, со деформации, со испотени, настигнати. Тие здравствени работници имаат дома своји фамилии, особено првиот брак кога беше хаотичен, кога никој ништо не знаеше што се случува, влегуваа натре како воги. Не знам што да беше. Мојот допринос и на мои стотици колеги беше со карикатурата да дадам некој допринос. Нажалост имаше од почеток, да не речам, сатанизирање на здравствените работници. Некогаш можеби од одредени групи луѓе, некогаш можеби со политичка намера, можеби некогаш и некои новинари малци ја поминаа границата, барајки кривци при секоја диагноза или секоја одлука за лекување, но мислам после првиот бран некако се нормализира и работите си тргнаа како што одат. Сега ќе ја повикам Силвана, која денеска е со една нога, да каже неколку збора. Повеќе Силвана, или можеш од тоа да нека биде спонсорно. Добро вечер, почитуван господин Толевски, почитувани колешки, кои што сте на моје пријатно изненадување во голем број, почитувани гости. Здравствените работници, самите знаете, поминавме еден многу долг, предолг, невообичаено долг период за секоја епидемија, трае неколку месеца, ова беше 15-месечна борба, која што ние ни на почетокот не знаевме ни како почна, ни како ќе заврши. Поминавме тежок период, многу премрежја, многу стресови, многу ноќи непроспиени, многу напор, екстремен напор и многу ентузијазм. За цело време, 15 месеци, со нас беше Миле Манчевски, објавувајќи секојдневно карикатури, афирмативни, отварајќи теми за кои што можам да речем дека ние самите не смеевме да ги отвориме или се плашевме да ги отвориме, давајќи ни јавна поддршка. Денеска Поделчево е првата изложба од серијата на изложби што се најавени на оваа тема. И јас, да ви кажам, и покрај препораките на двајца ортопеди дека е скршена ногата, дека треба да мирувам, не можев да одолеам, а да не дојдам, прво јавно да му се заблагодарам за сета поддршка и да го поддржам и јас, исто како тој што не поддржуваше нас,
во оваа убава работа, значи во една завршница на пандемијата, што се надам дека нема да се прати, да ја одбележиме вака ретроспективно, низ кое што низ карикатурите ќе се видат целиот труд, целиот ентузијазам и сета мака што ја поменавме. Благодарам ви. Темата е најавена, само да видам од ова што сум забележил. Многу се двојме кој, еднекад треба се вика Бог да ни дава здравје и среќа. Неизвестноста е голема, не знаеме што не чека. Изолирани сме, седиме дома, чекајќи секој ден. Се молиме на Бога да ни дава здравје и среќа, да не се повтори друг, како годинашниот Великден. Знаете, тој Великден кога не можевме да го прославиме од црквите и така. Ајде уште едно. Збогатување на лексиката. Значи нешто и корисно од ова опака болест. Пред министерот здравстве во колона се наредиле новинарите со сериозен лик, говореше за билансот од вирусот корона и македонскиот збор врв го замени со пик. Благодарам. Кога подготвивме оваа изложба со Миле, кога дискутиравме, он ја спомна директорката на здравствениот дом, примариот доктор Григорова, се напати што велики во спортот на прва, да земе учество и во опет на лопчето, но и вечерот да кажете во прво се ви благодарам. Само покажате кои се здравствените работници, а на жалост не имахме на карикатура овако. На почеток кога здравствените работници беа ставени на мета, Италија се чукаше рација. Не знам дали има преку 1000 и нешто карикатури од тема корона. Значи, не може да ги донесам сите, ова е некој избор. Мислам ги распореди во различни градови да бидат различни. Имав една карикатура, седат татко и син пред телевизор и на телевизорот вика во Италија на здравствените работници им рак по 5 сеати. А детето вика, тато кај нешто ми прави. Вика ги псуват. Така беше почеток и после ракопреска сите. Повелете. Председник, благодарам што почна оваа изложба од Делчево, што ми направите чест. На мене исто така, што ми дозволите да бидам дел од каталогот за оваа изложба. Моите претходници поискусни кажаа се, мислам нема што да се кажува повеќе. Повеќето од тука се доктори, сите знаеме со што се судивме, се надеваме дека нема да се повтори на есента, нема да наствориме една колективна имунизација, колективен имунитет. Јас само можам да кажам, да ги повикам сите присутни да ги видат, јас имав прилика да ги видам предходно. Се е уфатено и карикатурите кажуваат се. И благодарам. Будете ли живи и здрави? Речете го. Кога подготвувавме оваа изложба, моравме да налетаме на директорот. Меѓутоа, центарот овде има фантастичен директор и пред тоа малце се друживме, пред тоа Миле го представи. Знаете, кога дојдете со една подготовка, кој што ќе видите вистината, тоа се е јасно. Господин Толевски, повелете. Почитувани гости, почитувани пријатели, почитувани здравствени работници. Во името на Центарот за култура сакам да ве поздравам навече здравствените работници и да ви кажам стварно вие наистина бевте херои на овој век. Уште на самиот почеток на пандемијата знаевме дека борбата ќе биде тешка, ама дека заедно ќе бидеме посилни и ќе излеземе како победници. Оваа изложба на нашиот познат карикатурист Миле Мачевски е само потврда дека сите заедно, начело со здравствените работници,
кои со помош на сите нас, музичарите, писателите, карикатуристите, но и обичниот човек може да победи. Сега кога полека се враќаме во нормална, оваа изложба е само доказ дека човекот е посилен од себе. Ја прогласувам оваа изложба затворена. Поверете, можете да ја